Почитувани екселенции, индеруван министер Нуредини, Почитуван министер Нуредини, владата, почитувани медиуми, почитувани присутни. Пред да одговорам на низата на прашања, сметам дека сите сме очевидци дека пандемијата предизвикана од COVID-19, глобалната енергетска криза и воената криза, која започна со нападот од страна на Русија во Украина, ја покажа глобалната зависност на синџирите за снабдување, креирајќи голем недостаток на суровини и репроматеријали, не само во Европа, туку и во целиот свет. Побарувачката за одржлива инфраструктура, отпорна на овие влијанија се зголемува и многу земји сега се соочуваат со предизвикот да обезбедат зголемени инвестиции во ера со намален фискален капацитет. Инфраструктурата и глобалните синџири на снабдување се во тесна врска и корелираат. Па оттука за секоја држава еден од најбитните предуслови за економски развој е добрата инфраструктура. Вложувањето во подобрена и одржлива инфраструктура е неопходност за постигнување на развојните економски цели, но и целите за одржлив развој кон кои сме насочени. Би рекол дека тоа е патот кон новата развојна економија, нели? Но мислам дека тоа е повеќе од очигледно и не треба да кажуваме. Токму затоа одлучивме како влада да се формира специализирано владино тело, наречено единица за следење на капитални инфраструктурни проекти. Единицата за следење на капитални инфраструктурни проекти на едно место ќе ги собира сите податоци за големите инфраструктурни проекти, ќе прави координација на сите проектни единици, со што ќе се овозможи на времено детектирање и исправување на сите тековни и потенцијални предизвици со кои се соочуваме при искористувањето на буџетот за капитални инвестиции. Како во централниот, така и во буџетите на другите институции во чија надлежност е изградбата на големи инфраструктурни проекти. Со владина одлука минатата година, преку проект финансиран од Обединетото кралство, кој беше имплементиран од УНОПС во изминатите 6 месеци, беа направени детални истражувања на целокупната законска рамка и институционална поставеност и успешно дојдовме до решение за воспоставување на една високо професионална единица за следење на големи инфраструктурни проекти, која денеска, еве, ќе имаме чест да ја презентираме и да почнеме да ја реализираме. Оваа единица има една и единствена задача, а тоа е да се осигура дека сите големи инфраструктурни проекти навремено и со колку може помалку недостатоци ќе бидат проектирани, изведени и комплетирани од страна на надлежните институции. Со воспоставувањето на единицата за следење на големи инфраструктурни проекти, исто така можам да порачам дека минатогодишната рекордна сума на нивна искористеност во апсолутен износ од над 380 милиони евра ќе биде појдената точка под која никогаш повеќе нема да се симнеме. Секако, покрај во апсолутен износ, намерата е искористеноста на предвидениот буџет за капитални инвестиции од досегашните скромни 50 до 70% на искористеност на капиталните инвестиции, да ја искачеме на ниво над 90% од секој нареден буџет во државата за оваа намена. Целта која заедно со тимот кој што работеше дел од мојот кабинет, ја имавме пред отприлика 9 месеци, кога започнавме со креирање на оваа единица, беа подобри и поквалитетни патишта, водоводи, железнички пруги, училишта, градинки, канализации, прочистителни станици, брани, системи за наводнување и одводување и многу други капитални објекти кои навремено не само ќе бидат планирани, буџетирани, туку и изведени. За жал, тоа што сме очевидци е дека нашите граѓани од се помалку им недостига и после 30 години независност на нашата земја. Затоа за ова им благодарам на британскиот народ, кој што со нивните средства ни помогнаа да го овозможиме овој проект, да го овозможиме ова решение, канцеларијата на УНОПС и секако колегите кои што сите беа посветени и напорно работеа на успешно постигнување на оваа цел.
пред да почне настанот, рековме, имавме само 6 месеци, иако требаше 9. Од 6 месеци имавме изборен процес, имавме нова влада, имавме пандемија, а на крај енергетска и војна криза. Но кажав дека све е возможно и можете во 6 месеци, ако претходно сте искористиле доволно време за добро планирање. И затоа ова е еден почеток, кој што сметам дека ќе биде долг патот до целосно постигнување на целта која што сме ја зададовме. Има една изрека која што јас секојаш ја користам во моето претходно искуство. За жал, како вице-премиер не многу имам можност да ја укажувам, а тоа е дека failing to plan is planning to fail. Или неможноста, тоест failing, неуспехот да испланирате е планирање на неуспех. За жал, ние потрошивме доста време за да ја испланираме единицата, но ќе потрошиме доволно време за да ја поставиме единицата, затоа што сметаме дека немаме време за губење. И затоа во текот на оваа конференција денеска ќе ви бидат презентирани деталите за самото функционирање на единицата и како таа е подкрепена со софтверско решение, и затоа сме овде отворени за прашања, дискусија во текот на денот за да ја унапредиме оваа алатка. Благодарам.